Предлогот за Фискалниот совет да се зголеми старосната граница за пензионирање на 67 години предизвика реакции кај граѓаните на Штип. Тие спротивно гледаат на ваквиот предлог, бидејќи како што велат за Емнет, до таа граница нема да се издржи. Од страна на владата вела дека во моментот не се размислува за зголемување на старосната граница за пензионерите и додаваат дека се прават напори за стабилизирање на состојбата во фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Не треба да се месте границата. Нека на 67 години нека испратате да се каче на кој спрат тај на 40 кусур степени што работи, а? Не треба тоа. Фондот да излезе од канцеларија малку да види како е, што е, како народо работат. Оти ја бе 25 години стражар, јас знам како тие у канцелариите што работеа, а како работеа тие на машините. Оти ја 25 години беше стражар и ја знам ситуацијата. Не издржува. Оти ја близко 7 до Чепреганка, треба право там да не селат. Не треба, тоа е грешка. Има друг начин како да се попуне дупката фондот. Нека слободно, нека живее народ, ја мислам дека тоа нема скачи. Фондо нека вика што сака. Има тука влада која што раководи со оваа држава и таа ќе донесе одлука онаква како што ќе е најкорисна. А по мене треба сивата економија да биде против, да се бориме против неа, за да можеме да ги попълниме празнините у фондовите. Одредени категории на администрација ќе издржат, нема да проблем. И ќе останат. Тие грчевинари, текстилци, други што речи го, физички работници, тие не се за 60. Нема. Без обзира што Европа тоа го бара и без обзира што одредени земји во Европа го имат тоа веќе. Не треба. Никако тоа. Јас на 62 години останав пензија. Последните години е 20 лева што таксито и таксистите ми вика тетки што не останеш у пензија, викам тражи технолошки, била државна фирмата, не ме пуштат и така со живи маки и не знам како веќе да се изразам, издржа до 62. Никако да се покачува границата. И многу зависи кој каде работи, што работи, како. Значи не е исто тоа да седиш на стол и цел ден да чистиш или да миеш садови или било шото. Јас зборам у женско име. Граѓаните велат дека тие во пензија отишле на 64 години мажите, а на 62 години жените. Па децидни се дека ако границите се поместат, тоа ќе се одрази лошо врз луѓето. Македонка се загуба која направија и така биде под стечај под тие такви работи. Колку време на 64 ојдеја? На 64. Доволна ли е таа граница? Добра ли е 64? Не знам дали таа доволна, меѓутоа знам дека со 67 само ќе ги направиме негативни односи. Ќе нема да има пополнување, пошто ќе останат само административните работници на работа, а сите оние што се речи продуктивните, сите ќе останат без, тие не можеш повеќе од 64 години да работат. Од независното тело за анализи и мислење на фискалните претпоставки користени за изработката на буџетот на државата, вела дека мерките за зголемувањето на старосната граница се потребни за одржување на фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, за намалување на фискалните ризици и за консолидација на буџетот во наредниот период.